Грипот коси, амбулантите и болниците полни со пациенти. Пикот на заразени со инфлуенца се очекува да биде кон средината на февруари, велат од Институтот за јавно здравје. Меѓу заразените, најбројни се децата. Од 13 до 19 јануари евидентирани се 1412 случаи на групни пријави за заболени од грип. Според бројките на ИАЗ, тоа представува 34,1% повеќе во споредба со претходната недела. Од ново заболените 848 луѓе се на возраст од 15 до 64 години. Од 251 случаи станува збор за деца на возраст од 5 до 14 години, додека 200 се деца на возраст до 4 години. Останатите 113 се луѓе на возраст над 65 години. Имаме податоци дека и бројот на хоспитализирани, како растат бројките, последователно растат и бројот на хоспитализирани, но морам да напоменам дека не е ништо драстично или неочекувано, дури помалку во споредба со претходната сезона. Од Институтот за јавно здравје алармираат дека со почетокот на второто полугодие за учениците и дружењето на луѓето во затворен простор поради ниските температури се дел од факторите што ќе предизвикаат поголем број на заболени од инфлуенца. Со оглед на тоа дека веќе почна и школската година, ние очекуваме дека веќе сме влезени во таа фаза, така да очекуваме дека пикот треба да биде средината или крајот на февруар месец. Од Институтот потсетија дека вакцинацијата е најдобрата заштита од сезонски грип. Граѓаните се со поделени мислења. За некој вакцината е спасот од грипот, а за дел инфекцијата ја превенираат со витамини и чаеви. Да, сме примиле вакцини. Се придржуваме кон све што е препорачано од погоре. Не осеќам потреба дека треба да се вакцинирам. Дома ние чаеви, утро вечер си пиеме. Иначе вакцини не сме примале, ни па имаме намера. Па со чајче, со облекување, подобро облекување и поминува. Лекарите велат вакцината штети од тешки форми на болест, хоспитализација и од смртен исход. Годинава вакцина против грип во Македонија примиле повеќе од 72.300 луѓе.